Честата употреба на социјалните мрежи и сурфањето на интернет носат со себе и своји ризици. Фотомонтажи, злоупотребени лични податоци се само дел од несаканите действија во виртуелниот свет. Психологот Светлана Ристовска вели дека децата неретко се соочуваат со различни притисоци во однос на ова прашање. Може да се соочат со разни притисоци од повозрастни, од разни групи, да речам, кои се занимаваат со асоцијални појави, да ги злоупотребат нивните слики, податоци, па дури да предизвикаат конфликти, физичко насилство, булинг меѓу самите соученици, врсници и така натаму. Ваквите злоупотреби може да доведат и до нарушување на менталното здравје, особено кај најранливата популација тинејџерите. Најнапред опаѓа таа самодоверба, кај личноста, потоа да се јави депресија, неприфатеност, исмејаност, па дури да доведе и до некое психичко расстройство ако притисокот е многу голем и неподнослив. Затоа учениците, односно децата, треба видно што да го пријават на личност на која и веруваат, пред се родителот, или ако се во воспитно-образовна установа, кај стручната служба психолог, педагог или на некој наставник на кој има доверба, и сето тоа после да се организира докаде да се обратат и да се испита и спречи тоа влијание. Од СВР Тетово информираат дека најчестите злоупотреби се на социјалните мрежи Facebook и Instagram. Од таму со апел дека злоупотребата на личните податоци представува кривично дело, за кое е предвидена парична и затворска казна до 1 година. Доколку пак злоупотребувањето го извршило службено лице при вршење служба, ќе се соочи со затворска казна од 3 месеци до 3 години. Од таму се апелира до корисниците на социјалните мрежи да се воздржат од вакви злоупотреби, но и од невнимателно поделување на лични податоци, без притоа соодветно да ги заштитат, посебно при контакти со непознати лица од други места или држави. Ова најмногу се однесува на малолетните лица, апелираат од СВР Тетово. Со почетокот на есента започнува и сезоната на бактериски и вирусни инфекции. Следува период на нагло опаѓање на имунитетот кој со себе носи грип и настинки, а децата и хронично болните лица се најчувствителни. Сега во есен е период, да кажам, сезона на покачен број на инфекции. Значи 70% од сите инфекции на децата се групираат во респираторните инфекции, било тие да се горно респираторни, било тие да се долно респираторни. После, значи по редоследот идат уринарните инфекции, гастроинтестиналните и така натаму. Некои деца се со послаб имунитет и се побрзо изложени и побрзо ги прифаќаат негативни влијанија од надворешни фактори. Добриот имунолошки систем обезбедува силна природна одбрана од болести. Лекарите советуваат имунитетот да се зголеми преку соодветна исхрана, одржување хигиена и физичка активност. Нормално дека со добра исхрана, со добра рехидрација, со пропорционална употреба на витамини, значи на сите групи на витамини, и секој ден чај супа обогатено со витамин С, кој директно влијае врз имунитетот. Личната хигиена е многу битна во превентива и во спречување на ширење на сите видови на инфекции, чистење на раце, чистење на лице, чистење на тело, значи држење на ороназална чисти простори на ороназални шуплини е многу битно. Метеоролозите најавуваат период на претежно сончево време со дневни температури кои ќе бидат над просекот за овој период од годината. Лекарите предупредуваат дека високите температури во есен се благопријатни за луѓето, но и за вирусите. Затоа постојат можности за појава на почести вирусни инфекции кај луѓето. Под мотото од 2 години пример на управување, општина Гостивар деновиве започна со јавно презентирање на реализираните проекти и резултатите од работењето и менаџирањето во различни сфери. Градоначалникот Арбен Таравари вели дека откако го презел раководењето со локалната самоуправа, наследениот долг на општината е намален за над 2 милиони евра, а капиталните инвестиции значително се зголемиле.
Според него тоа се должи на домакинското одговорно работење и намалувањето на непродуктивните трошоци за телефони, службени возила и слично. Во исплата на општинскиот долг помогнала и владата со околу 800.000 евра. Околу 800.000 евра има платено владата, 50 милиони. Како на сите општини, така и на Гостивар, дури ние бевме од сите општини најмалку што добивме, меѓутоа фала и за тоа. Значи, ние имаме платено долг околу 2 милиони и 200.000 евра до сега. 800.000 нека бидат од владата, што е вистина. Меѓутоа, тоа е платен долг. И останатиот долг 1.400.000 евра се платени од наша страна, во нашиот мандат. Значи, работејќи транспарентно, штедејќи, тргајќи телефони, возила, паркирајќи возила во 4 часот тука, правејќи тендери кои што се поштени, кај што цената паѓа огромно, така заштедив. Првиот човек на Гостивар проценува дека до крајот на третата година од мандатот ќе успее целосно да ја раздолжи општината. Според податоците од Центарот за граѓански комуникации, гостиварската локална власт лани потрошила над 183 милиони денари за јавни набавки, што е нешто повеќе од 17% од вкупниот општински буџет. Од сумата по глава на жител отпаѓаат 2183 денари. Општината истакнува дека лани и годинава биле изградени улици и патишта во должина од 11 километри, нови канализацијски линии во градот и во селата од 17 километри, како и 12 километри нова водоводна линија. Основниот суд во Тетово по својата структура и надлежност е еден од поголемите судови во земјава. Ја опфаќа надлежноста за сите граѓански и кривични постапки. Исто така, спаѓа во поголеми судови заради бројот на вработени лица и организацијата на работата. Оттаму информираат дека засега бројот на судии е задоволителен. Основниот суд Тетово моментално судската функција ја обавуваат 21 судија, со тоа што заедно со председателот на судот, со тоа што еден судија моментално му мирува работното место, бидејќи истиот е член на судскиот совет, меѓутоа очекуваме во текот на месец февруари 2020 година да се врати, така да сметаме дека во тој дел уште поажурно ќе биде работењето на судот, кога ќе се зголеми бројот на ангажираност на судиите. Портпаролот, судијата Лидија Илиеска, вели дека судот добро функционира и во поглед на ажурноста. Во текот на 2017 година овој суд имаше нерешени 6300 предмети, за да на почетокот на 2019 година судот има започнато со нерешени 3630 предмети, што значи скоро за една половина е намален бројот на нерешените предмети, со ангажирање на сите вработени, значи вклучувајќи ги судиите и судската администрација. Со оглед дека се работи за поголем суд во нашата држава, во судот покрај судиите, значи работата е поделена и на судската администрација, која што е задолжена за целокупното евидентирање, ажурирање и движење на предметите, согласно Законот за судови и судскиот деловник, така да вкупно имаме вработени 133 лица. Во зградата на Основниот суд Тетово, својата дејност ја извршуваат и основното јавно обвинителство и јавното правобранителство. Општина Гостивар ќе доделува субвенции на граѓаните за набавка на инвертер клима уреди. Јавниот повик веќе е објавен, а право да аплицираат имаат лица кои купиле инвертер во периодот од 1 март до 30 октомври. Субвенциите ќе се доделуваат со цел да се стимулира жителите да користат посовремени уреди за затоплување на своите домови, кои се поекономични, енергетски поефикасни и еколошки прифатливи за околината, информираат од локалната самоуправа. Општината ќе им надомести дел од трошоците направени при набавка на уредот во висина од 50%, но не повеќе од 15.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домакинство. Барателот мора да има живеалиште на подрачјето на Гостивар, претходно да бил корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или мазут, да го има инсталирано инвертерот и да има платено данок на имот
заклучно со 2018 година. Јавниот повик ќе трае до 30 октомври или до исцрпување на предвидените финансиски средства од буџетот за оваа намена, во зависност од тоа кој услов ќе настапи прв. Документите се поднесуваат во канцелариите на Општинскиот центар за информирање. Гостиварци ќе имаат можност во својот град да го погледнат најнаградуваниот македонски документарен филм и кандидат за големата филмска награда Оскар Медена земја. Филмот ќе се прикажува во Центарот за култура Аснол во Гостивар на 13 октомври недела со почеток во 20 часот. Медена земја ја раскажува приказната за Атидже, последната жена одгледувач на диви пчели во Европа, која живее сама со својата мајка во Централна Македонија. Главна идеја на филмот е да се прикаже припадноста на човекот кон природата и нарушување на природната рамнотежа преку судир на два различни начини на искористување на земјините ресурси. Филмот, кој доби 3 главни награди на престижниот американски фестивал Sundance, се прикажува ширум светот и доби одлични рецензии од Rolling Stone магазинот, Vox, Hollywood Reporter и други. После речиси едномесечна пауза поради репрезентативните активности продолжуваат надпреварите во женската фудбалска лига. Во таборот на женскиот фудбалски клуб Љуботен активно се подготвуваат за надпреварот против актуелниот шампион на Македонија Драгон од Скопје на гостински терен. Следна утакмица ни е со екипата на Драгон од Скопје на гостински терен. Една од екипите кои се кандидати за шампионска титула. Но сепак нема одиме да се предадеме. Иако сме млада екипа, одиме да се надигруваме, без разлика на резултатот. Тоа е во сениорската категорија, додека во недела играме во Битола против екипата на Топ Гол со кадетската и со младинската екипа. Беше отсутен поради ангажираноста во младинската репрезентација. Дали фудбалерките се подготвени за викендов? Се надевам дека моите асистенти си ја работеа работата и сметаме дека сме подготвени. Покрај настапот на сениорската екипа, викендов своји активности ќе имаат и кадетската и младинската екипа на женскиот фудбалски клуб Љуботен, кои ќе играат гостински надпревари во Битола. За жал се наметнува прашањето дали електронските цигари се здрави. Тука е проблемот кој што се отвара, а не би требало воопшто тоа да биде дискусијата. Зошто? Добре дојдовте во темата на неделата. Не постои здраво пушење, односно заблуда се мислењата дека разните замени за класичните цигари се помалку штетни за здравието на луѓето. Напротив, така наречените електронски цигари можат да бидат уште поштетни, па во некои држави веќе започнаа да ги забрануваат со закон. Електронските цигари се мамеци за најмладите, кои се навлекуваат главно поради различните ароми на овој вид производи, но ретко кој зборува за токсичните хемикалии во нив. Електронските цигари се штетни исто како и обичните, а оние со некакви вкусови се уште поштетни, е ставот на Светската здравствена организација. Што е уште полошо, електронските цигари се популарни меѓу младите кои рано почнуваат со пушење и стануваат зависници. Некои земји како Индија, Бразил, Тајланд, например, веќе целосно ги забранија електронските цигари, а во Соединетите држави исто така почнува постапка за забрана на продажбата на оние со разни вкусови. Државниот секретар за здравство Алекс Азар најави дека наскоро ќе бидат забранети сите електронски цигари со ароми. Производителите на вакви цигари ги рекламираа како еден од начините за откажување од пушење, но нивната зголемена употреба меѓу младите, како и предизвиканите болести, па и смртни случаи, ја интензивираа дебатата за нивна забрана. Според извештајот на Светската здравствена организација, утврдено е дека течноста во електронските цигари има и разни хемиски супстанци, а многу од нив се токсични.
Има околу 8.000 ароми, чии ефекти врз здравието се уште не се познати. Како стојат работите во врска со овој проблем на Балканот? Според најновото истражување во Босна и Херцеговина, 11 од 100 од младите меѓу 13 и 15 години користат електронски цигари. Тоа покажува и дека и покрај забраната за продажба на тутунски производи на малолетни, тие лесно доаѓаат до електронски цигари. Во Србија, електронска цигара пробале 6 од 100 од младите меѓу 13 и 15 години, но истражувањето е правено во 2017 година. И многумина постари пробале. Pokušala sam kao da smanjim ove standardne cigarete, pa sam probala, ali nije mi se dopalo. Potrebno je samo čvrsta volja da se ostave cigarete. Probao sam, ali nije mi zadovoljavalo organizam. Mislim, nema dovoljno nikotina, tako da sam batalio. Mislim, isto je, ali bolji osjećaj zato što ne smrde ti ruke, ne smrdiš ti, ne smrdi prostor u kom jesi. Ja ne mogu ni da preporučujem dalje jer je opet to neka vrsta duvana i svega. Моменталните анализи укажуваат на тоа дека електронските цигари се штетни по здравието, посебно врз младите и бремените жени, наведува Институтот за јавно здравје во Србија. Во Црна Гора околу 30.000 луѓе користат електронски цигари, проценуваат надлежните во таа земја, но прецизни податоци нема. Освен електронските цигари, се повеќе се шири и конзумирањето на производите кои го загреваат тутунот. Од Светската здравствена организација предупредуваат дека и во овој случај е потребна внимателност. Овој производ се уште не е доволно испитан, но како и да е, сите облици на употреба на тутун се штетни и предизвикуваат зависност, а тутунот, дури и во својот природен облик, е токсичен и содржи канцерогени материи. Во светот околу 7 милиони луѓе умираат годишно како последица на пушењето. А тутунот, како што се истакнува, е единствениот производ кој убива половина од своите корисници. Македонските граѓани се на трето место во светот по бројот на пушачи според бројот на население. Многумина ниту размислуваат за алтернативни производи, а и оние што ги користат се во заблуда дека се помалку штетни. Од Министерството за здравство велат дека со закон е регулирана употребата на електронските цигари. Затварањето на летните тераси во кафулињата за пушачите отвора дилемата дали од обична цигара да се префрлат на електронска, чија употреба не е целосно забраната во затворените јавни простории. Ваквата фама во земјава трае најчесто до пролет, кога ќе се појави и првата маса на отворено. Дел од страстните пушачи во електронската цигара гледаат и обид за откажување од цигарите. Производителите на електронските цигари пак тврдат дека таа е помалку штетна за здравјето на луѓето од класичната цигара и е штедлива алтернатива. Дел од граѓаните што ги анкетиравме сметаат дека и електронската и класичната цигара се подеднакво штетни. За мене по лоша електронската. Зошто мислите така? Затоа што на неколку луѓе, не на неколку, на повеќе луѓе се палат. Во джеп кој ќе ја носи може да му се запали и да изгори човекот. И едно и друго не е добро за здравје. Ни електронска, ни обична. Па, мислам дека и двете се штетни. Да. Докторите апелираат граѓаните пушачи да изнедат сили за да се откажат од секаков вид на цигари, затоа што тие се ризик фактори за голем број на заболувања. За жал се наметнува прашањето дали електронските цигари се здрави. Тука е проблемот кој што се отвара, а не би требало воопшто тоа да биде дискусијата. Зошто? Заради тоа што електронските цигари се замислени само и само како преодна алтернатива, како еден транзиторен период кога човек треба од пушење цигари да премине на нив на електронските цигари, да ги пуши одредено време, во смисол месеци, и потоа да се откаже и од нив, но и од пушењето. Не треба да заборавиме што е слонот во просторијата, што е главниот проблем. Пушењето е главниот проблем. Цигарите, стандардните, такви какви што ги знаеме. Од Министерството за здравство велат дека електронската цигара е влезена во регулативата годинава во мај, со што земјава е прва во регионот што со законот за тутун ја регулира целосно контролата на ваквите производи.
Регулативата предвидува давање на дозвола од Министерството за здравство пред да се донесе одлука за пуштање во промет на електронски цигари. Со членовите од 58 до 63 се регулира целосно пуштањето во промет и означувањето на електронските цигари и кои се во согласност со европските регулативи. Се вели во одговорот на Министерството за здравство. Според законот, на секое пакување треба да стои здравствено предупредување, според европските практики. Статистиката во земјава покажува дека само 1/5 од страсните пушачи се откажале од цигарите. Македонските граѓани се на трето место во светот според бројот на испушени цигари по жител годишно, а бројот на пушачи во изминативе 15 години се зголемил. Годишно се евидентираат околу 20.000 смртни случаи од кардиоваскуларни заболувања, а токму пушењето го зголемува ризикот од нив. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во која говоревме за штетноста од пушењето, особено за употребата на електронските цигари и заблудите поврзани со нив. До гледање. Времето денес беше сончево, со мала локална облачност и со слаб ветер од југоисточен правец. Температурите се движеа од 11 до 25 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде претежно сончево со слаб јужен ветер. Температурите ќе се движат од 12 до 27 степени Целзиусови.